Македонија е во шок по незапаметената трагедија во која во пожар рано утрината загина 59 лица, а над 150 се повредени. Владата попладнево ќе прогласи 7-дневна жалост и ќе наложи вонредна инспекција на сите ноќни клубови и дискотеки. Михајло Видемливски е во Кочани. Михајло, најавена е нова пресконференција на министерот Тошковски во 15 часот и 30 минути. Кои се последните информации? Така е, Бубе, за 15 часот и 30 минути, односно за половина час од сега, може би до 40 минути, како што предмалку кажа министерот за внатрешни Панче Тошковски, кој што е овде во полициската станица во Кочани, ќе одржи нова пресконференција на која што ќе ги соопшти последните детали кои што ги има и во однос на она што се презема во насока на полициските надлежности околу утврдувањето на причините и сите преземени дејства по пожарот кој што ја зафати дискотеката Пулс синоќ во Кочани. Последните информации се дека 59 лица се загинати, тој број се искачи од 51 на 59, имаше и десетина лица во критична здравствена состојба и дека 155 лица се повредени кои што се лекуваат на клиниките. Од починатите се идентификувани околу 30 лица, 35 лица дека се од Кочани и од Штип, меѓутоа се работи понатаму на идентификација и на останатите починати лица. Министерот за внатрешни исто така претходно посочи дека е распишана понтерница за 4 лица кои што се утврдува дали има некаква нивна поврзаност со овој настан, но и дека од Министерството за економија и другите надлежни институции се собира целокупната документација за да се види како оваа дискотека Пулс имала дозволи, дали имала валидни дозволи, дали имала соодветен систем за противпожарна заштита, какви биле влезовите и сето она кое што е поврзано. Се надевам дека и ќе се расчистат оние дилеми наскоро околу поседувањето на лиценца на собственикот на објектот, со оглед на тоа што се појасни и посилни се шпекулациите дека немал соодветна лиценца за објектот, односно дека имал фалсификувана лиценца. Како што кажав, сепак Министерството за внатрешни ќе треба да ги потврди овие информации. Претходно беше соопштено и дека помеѓу загинатите е и полицаецот Проби Штип, кој што бил на должност во тоа време, односно пред утврден план на Министерството за внатрешни работи се проверувало недозволена трговија со дрога и присуство на малолетни лица во самиот објект. Од обвинителството пак информациите до овој момент со кои што располагаме и се познати на јавноста, тоа се помалку информации, односно дека се презема се за да се расчисти овој настан, наместо 5. Последно од обвинителството информира дека 6 на обвинители всушност ќе работат на овој кривично правен настан и државниот обвинител Коцевски уверува дека ќе биде преземено се, односно веќе се издадени наредби и завештачења дека се испрашуваат лица поврзани со настанот и дека набргу ќе биде завршена истрагата. Меѓутоа, за тоа понатаму да слушнеме сега што досега беше кажано од страна и на министерот за внатрешни, од страна на државниот обвинител Коцевски во врска со пожар. Од страна на полициски службеници на СВР Скопје извршени се разговори со над 10 лица по последните информации кои што ги добив, кои се хоспитализирани во скопските болници. Извршен разговори со еден од членовите на бендот ДНК. Распишана е централна потерница за 4 лица. Од страна на МВР во координација со јавното обвинителство се постапува во овој момент и во Министерството за економија, од каде се обезбедува документација поврзана со предметната дискотека, како и лица поврзани со истата. До 11:30 според информациите со кои располагаме, починати се вкупно 59 лица. Од нив 35 се идентификувани. Од идентификуваните 31 лице е од Кочани, 4 од Штип. Бројот на повредени по последните информации кои што ги добив до 12 отприлика негде е 155 лица. Се работи за голема трагедија која што се случи. Јавното обвинителство, откако известено и јас лично формиравме тим. Јас формирав тим од 5 јавни обвинители
со тоа што двајца јавни обвинители од Основно јавно обвинителство Скопје, еден јавен обвинител од Основно јавно обвинителство Штип и двајца јавни обвинители од Основното јавно обвинителство Кочани. Има и раководител на тимот, дел од обвинителите се на терен, а другиот дел на обвинителите издаваат наредби за одредени процесни действија. Така, тоа беа претходно дадените изјави на министерот за внатрешни државниот обвинител, инаку министерот Тошковски уште во своето прво обраќање утринава соопшти дека причина за настанување на пожарот од она што до тој момент беше познато е искрење од пиротехнички материјал кој што го зафатил таванот на дискотеката кој што бил од лесно запалив материјал. Сепак тоа останува понатаму да се утврди што се е причина за настанувањето на пожарот. Во однос на повредените лица, тие се пренесуваат освен во болницата овде во Кочани и во Штипската болница, но и на клиниките во Скопје. Информациите што ги имаме нели што се споделуваат постојано се дека дел од повредените се носат и во болници надвор од земјава. Овде од градската болница во Кочани соопштија дека лицата кои што повеќето од починатите загинале од стампедото кое што е направено во паника. Останатите повредени лица се со изгореници и поради вдишување на јаглероден моноксид, тоа го кажа директорката на Кочанската болница Кристина Серафимова во продолжение да ја слушнеме нејзината изјава. Има повреди, за жал, дека повеќето беа од стампедо, особено кај пациентите што се починати. Почина од стампедото кое што е направено при паниката, што реално во тие услови најпрво паничен напад и почнале да излегуваат од влезот. Михајло, можеме ли сега да сумираме што се му претходело на пожарот пред буквално да ја проголта целата внатрешност на објектот? Побе од она што го имаме и од што се појавуваат и од видеа на социјални мрежи, секако и видеа до кои што дојде Канал 5 телевизија, се гледа дека за многу кратко време се случува овој пожар и за многу кратко време се проширува низ просторијата, односно низ самата дискотека Пулс. Има и сведочења на граѓани, на луѓе кои што присуствувале за време на концертот на групата ДНК. Така, Бубе, инако во изминатите неколку часа, еве колку што сме ние овде во пред полициската станица во Кочани, постојано се носи доказен материјал од она што можеме да видиме внатре во самата полициска станица. Ние остануваме тука за во 15:30, 15:40 е најавена изјавата на министерот Тошковски, секако ќе се вклучиме да ја пренесуваме. Студио.